Гледаме дека младите се навраќаат во руралните средини, сакаат да започнат некаков агробизнис, има многу идеи и интересот и кај нас потрошувачите, особено за одделни производи кои што се традиционални во делот на она што значи здрава исхрана, се повеќе се зголемува, затоа беше и овозможено нели со донесувањето на новите правилници за продажба од куќен праг и од производи кои што потекнуваат од растително и од анимално потекло. Тоа е само еден сегмент во делот на она што се може да се направи во производството на храна. Секако постојат и други идеи, но потребна е и нова технологија, нови знаења, исто така и испитувања. И токму на оваа тема, за да отвориме еден поголем видик на самите заинтересирани, ќе поразговараме со нашата денешка гостинка Лидија Ангелкова, која што е проект координатор во Преда Плюс фондацијата. Ќе ни кажете на почеток колку време постои оваа фондација и со што се занимавате? Драго ми е што денеска сум гостинка во вашата емисија и што можеме да разговараме на интересни теми кои што би можеле да придонесат подобрување на земјоделско-прехранбената индустрија воопшто во Македонија. Преда Плюс фондација постои веќе 13 години. Ние сме фондација која што се занимава со одржлив економски развој и во нашата работа имплементираме проекти кои што се однесуваат на социоекономскиот развој и посебно еден дел имаме дел во кој што ја поддржуваме стартап заедницата, односно формирањето на новите предпријатија. Тоа како некогаш која беше инкубатор предпријатија? Ние тие ги викаме акцелераторски програми сега. Да Оно што кај нас значи акцелерирање, всушност значи растење од една идеја во било која сегмент од бизнисот, низ процес на менторство, да ја доведеме таа идеја до еден добар бизнис модел кој понатаму би бил инвестибилен, односно ќе може и да привлекува фондови и да понатаму да расти. Така, значи, нашата улога е таа, да ги растеме бизнисите од самата навистина идеја. Има и европски проекти каде што може да се искористат разни грантови и така натаму. Во овие 13 години на вашето постоење, дали во областа на производството на храна, во земјоделството, па можеби во науката од оваа област сте инвестирале, сте имале такви проекти? Секако да, еден дел од нашата работа е и руралниот развој. Како фондација сме и членки на мрежата за рурален развој. Тие ни се наши соработници, наши партнери. Преку нив учествуваме во различни активности кои што се поврзани баш со земјоделието и досега сме имплементирале баш пред неколку години за проект за руралните жени во село Росоман, со кој што проект ги јакневме жените од Росоман за маркетинг и продажни техники. Значи, еден дел од нашата работа беше баш тоа економско јакнење, со знаење, за подобро да можат да ги пласираат сопствените производи. И ако се вратиме повеќе години наназад, Преда Плюс како фондација која што работи на развојот, секако дека има работено на проекти кои што се однесуваат директно на руралниот развој со поддршка на швајцарска амбасада во тогашно време, да речем. Така, фактички и вие така и почнавте. Да, се чини, да, нели? нашата фондација е така и започната. Значи работите со локални заедници, локални групи, со лаговите? Директно со лаговите Преда Плюс фондација досега не работи, меѓутоа преку мрежата за рурален развој сме информирани и вклучени во групите. Меѓутоа како фондација директно со лагови не работиме, меѓутоа сите други поврзани работи кои што се со развојот на земјоделието во некој дел ги работиме. Сега посебно во малку поинаков дел, затоа што нашиот фокус малку е поддржуваме развој на бизниси, технологии, меѓутоа ете овој пат и во земјоделието. Така и мора да се внимава и на она што е заштита на животната средина, нели, зелените идеи во зелените бизниси, фактички договорот, нели, во Европската унија, тој што е за
зелените идеи, особено ќе биде поддржана и со ИПРТ, но вие еве како почеток можеби да им помогнете на самите земјоделци. Сега најавуваме еден нов повик ваш, зашто се однесува и до кога трае? Во моментот во Преда Плюс фондација имаме отворен повик за идеи во земјоделско-прехранбената индустрија и одржливиот туризам. Зашто всушност се работи? Што всушност бараме ние? Ние бараме иновативни бизнис идеи кои што во себе имаат се ориентирани кон технологијата, кои на некој начин ќе иновативни и ќе придонесат во развојот на земјоделско-прехранбената индустрија или одржливиот туризам. Она што треба да се внимава, значи технолошкиот елемент секако го запазуваме и не е возможен развој во земјоделието без новите технологии, меѓутоа главните работи кои што треба да ги внимаваме секако се зелените идеи, циркуларната економија, заштитата на животната средина и всушност тоа се такви идеи бараме во нашата програма. Повикот во моментот е отворен и може да се најде на нашата веб страна www.predaplus.eu. Се аплицира онлайн и е отворен до 15 јуни. Кои се критериумите, услови, кои се може да се пријави да аплицира? Повикот е отворен за тимови, всушност, и за предпријатија, односно стартапи, не постари од 3 години. Оно што сакаме да го нагласиме зашто велиме тимови, бидејќи во досегашната работа на Преда Плюс, ова е веќе 6-та стартап програма која што ние ја имплементираме, претходно на други генерални теми, и овај пат баш на тема на земјоделие и производство на храна и туризам. Меѓутоа, нашето искуство вели дека не е доволно само добрата идеја. Во процесот на креирањето на самиот бизнис модел, ако имаме само еден човек носител на идејата, многу често доаѓа да не може таа идеја да се имплементира и да не може да се развие во одржлив бизнис модел. Поради тоа бараме тимови, најмалце 2, а највеќе 5 членови да бидат во тимот, се со цел да може да се работи со тие луѓе во јакнење на нивните капацитети и креирање на некој бизнис кој навистина ќе може да биде одржлив. Нашата програма, значи, кога ќе се пријават стартапите, односно кога ќе ги добиеме бизнис идеите, ние во нашата програма бираме 10 најдобри бизнис идеи со кои што ќе работиме. Тие треба да имаат во себе технологија, значи, да имаат зелено ориентирани да се, циркуларна економија, или заштита на животната средина или било што, и потоа преку една менторска програма со методологија која што е Google Sprint методологијата се вика, секој бизнис, односно секоја бизнис идеја ќе добие индивидуално прилагодена обука, односно ментори ќе работат исклучиво на нивната идеја. Значи, ова не се обуки општи за некакво знаење од поле на бизнисот, туку менторите директно работат со тимот и директно ја развиваат баш таа идеја врз потребите на самата бизнис идеја. И ги носиме до едно ниво каде што ова ќе се случува од месец јули до месец септември. Значи во тој период од тие месеци менторите ќе работат со бизнис идеите, се додека не ги доведат до еден бизнис модел каде што ќе можат, ние го викаме тој ден демо ден, каде што ќе можат да ги презентираат нивните идеи пред инвеститори, виси фондови, значи да бидат инвестибилни нивните идеи и да можат со презентацијата да најдат инвеститори кои што можат да ги финансираат нивните идеи. Меѓутоа, овде имаме уште една можност за сите овие стартапи што ќе бидат во нашата програма, значи овие 10 стартапи што ние ќе ги изводиме низ менторскиот процес,
За овие стартапи достапни се фондови на EU for European Growth, Economic Growth. Тоа се грантова шема на меѓународната германска организација ГИС, која што ни е партнер нас во овој проект. Така да стартапите што ќе поминат во нашата програма за развој на бизнес идеи, ќе имаат можност да аплицираат за оваа програма и да добијат грант до 50.000 евра со 20% собствено учество. Морам да кажам дека многу често, пошто го промовираме самиот повик како можност за грантови, се јавуваат заинтересирани земјоделци, сакаат да направат бизнис. Морам да нагласам дека не се работи за субвенции. Многу често ми се јавуваат и велат, мене ми треба ваква некоја технологија или сега машината или ме разбирате. Сето тоа во рете, меѓутоа треба да биде толку добро представено во еден бизнес модел кој значи бараме за да бидат погодни за финансирање, ќе мора да имаат оформено собствено предпријатие. Значи дали пред обуката треба да го има пред обуката не, затоа бираме тимови. Меѓутоа сите што сакаат да аплицираат понатаму во грантовата шема ќе мора да формираат собствен бизнис, затоа што нашата програма е да градиме бизниси. Значи до 50.000 евра секој кој што ќе помине успешно низ обуката ќе може да добие со ваша помош, нели, во делот на документите, на она што треба да се аплицира за посебно на денот кога ќе се презентираат на демо денот, ќе има и тоа ќе биде како 21 викенд, буткам викенд го викаме ние, каде што ќе има и разни други предавања во однос на бизнис, кои што се како се води бизнис од Македонија, кои се важните работи кои што треба да ги знае еден бизнис на самиот почеток, и тука планираме една сесија која што ќе ја водат баш представниците на ГИС, каде што подетално ќе го представат водичот нивни за сите услови како може да се аплицира за нивниот грант. Фактички првиот филтер веќе ќе можат да знаат дали го поминале за математички кажано дека ќе мора секој што ќе помине во оваа програма, други стартапи идеи нема да можат да бидат погодни да аплицираат за овие. Значи мора обуката прво да поминат. Значи мора да се помине обуката, после обуката ќе бидат погодни да аплицираат во грантовата шема. Понатаму ќе бидат деталите разгледани подетално, меѓутоа можам да ги споделам едни од главните критериуми на грантовата шема кои ќе бидат. Значи, за да бидат погодни бизнес идеите за грантовата шема на ГИС, економската активност на бизнисот мора да биде во Преспанскиот регион. Така, условот е да биде, значи, во Преспанскиот регион и едноставно целната група да има јасен бенефит од сите активности во кои што ќе самиот бизнис ќе ги имплементира, а овде посебно се мисли на целната група, се мисли на млади луѓе, на жени и на маргинализирани добиваат дополнителни бодови, најверојатно се добива со таа вредност и да не заборавиме, значи, она што технолошки го велиме и зелени идеи, циркуларна економија, сето тоа, значи, да бидат таков тип на бизнеси. Добро, верувам дека ќе биде интересно, можеби еве преработка на јаболково сок или некоја друга преработка има веќе како традиција. Исто така веќе има идеја за планински чај, познато ми е дека веќе се произведува. Сега вака ги нафрлам, нели, но да има и повторно технологија, како што рековте, во делот на тоа можеби некои лаборатории исто така да се предвидат да се направи или некоја нова иновација во тој дел? Веќе добиваме некои идеи. Морам да кажам дека интересот е доста голем и можеби за прв пат од кога работиме со стартапи, навистина имаме голем интерес, поголем интерес отколку досега што сме имале за другите програми. И навистина има луѓе кои што се занимаваат со земјоделие и кои што имаат навистина добри идеи како преку најразлични технологии навистина да го подобрат земјоделието
земјоделското производство. Јас навистина понешто досега не можам да кажам. Да, добро, нема да издаваме. Јас вака си сега, нафрлам, еве да. имаат и рибчињата што ги преработуваат исто така. Сега ми доаѓа како идеја. Но рековте да има и зелена економија, но исто така тука може да се вгради и селскиот, руралниот туризам, алтернативниот туризам. Ние вака повеќе се насочивме на земјоделието и на прехранбената индустрија. И за прехранбената индустрија сигурно има отпад од јаболка кој што останува, па не се преработува, тоа може да се преработи, па некој бизнис со преработка на било како се уште не е доразвиен баш во Преспанскиот регион можностите што ги има јаболкото. Јаболкото се произведува како производ и го извезуваме како таков, меѓутоа и молиме за цена секаква, наместо да финализираме, сето тоа може да се финализира. Јаболков оцет исто многу важен за здравата исхрана. Јас сметам дека ќе се јават луѓе кои што имаат такви идеи, кои што можат стварно некои такви бизниси да се покренат. Дали ќе можат да се пријавуваат и веќе членови на задруга или здружение или па понатака да се развиваат според законот, нели, во предпријатија, во фирми, реков? Секако. Значи, кога ќе се пријавуваат, нашата апликација во моментот прашува колку членови има тимот или дали сте регистрирано предпријатие. Значи, може да се кажат дека се таква и таква организација или дека има толку членови или дека кој ќе ја развива таа идеја. Значи, тука нема никакви рестрикции. Меѓутоа, како што кажав, кога ќе дојде фазата за финансирање, за добивање на грантот, сепак тоа ќе треба да биде регистрирано предпријатие. И вие во Фондација Плюс гледате потенцијал во македонскиот аграр, каде што можат и други идеи и други проекти да се развиваат? Што мислите од европските проекти? Ќе се насочуваат ли повеќе и кон животната средина? Апсолутно, иднината е таму. Апсолутно сметам дека развојот на земјоделието, производството на здрава храна воопшто ќе биде иднината. И за нашата работа ќе се отвораат поголеми перспективи. Ние како Преда Плюс, она што можеме да го направиме, би сакале да понудиме една поддржувачка средина за развој на таквите бизниси. Ние директно со земјоделците не работиме како такви, меѓутоа би сакале целокупната средина, еве сега за Преспа, на стратешки партнер ни е општината. Исто така, значи со нивна соработка ги разгледуваме идеите и со училиштето, ете сега во средното училиште во Ресен, во склоп на истите активности кои што ни се финансирани и поддржани од ГИС, ние планираме да се отвори таму еден вид на лабораторија со нови технологии на кои на некој начин не само на учениците, туку би станало еден вид, ние го викаме тоа како хаб на знаење, лабораторија на знаење, каде што сите луѓе од цела Македонија кои што ќе имат некаков интерес нешто да тестираат во однос на земјоделското производство со технологиите кои што ќе бидат во лабораторијата понудени, ќе можат да дојдат баш во Ресен во училиштето, во таа лабораторија и со тие технологии некоја нивна идеја да ја тестираат. Тоа ни е како во перспектива понатаму како го гледаме развојот. Затоа што ние сега влегуваме во овој регион во Преспа за да почнеме да се занимаваме со вакви работи. Мислам дека се уште сме на почеток, а има огромен потенцијал затоа што сега во Преспа особено ќе има европски фондови од различни програми и искрено имаме некоја стратегија која што не е само ова сега, не се само овие идеи, ние се надеваме стратешки понатаму да во тој регион да работиме на тоа. Многу сериозно не само невладините организации, туку и владата да го свати она што го гледаме, нели што се случува со Преспанското езеро, бидејќи тоа представува живот за таа област. Мислам дека треба да се алармира и на оваа идеја, но тоа е нели сепак и дел на владините институции, министерства кои што треба да подразмислат малце посериозно за да им оставиме нешто, нели, на идните генерации, убав регион со огромен потенцијал и треба да се поддржува. Ви благодарам за учеството во емисијата. Тоа беше Лидија Ангелкова, проект координатор од Преда Плюс фондацијата. Се гледаме на терен да видиме како се тоа ќе се реализира. Верувам дека многу од оние кои што слушнаа за овие идеи веќе размислуваат каде би можеле и да се насочат, секако со ваша помош. Секако ќе ве поканиме и на некои од нашите настани за да видиме какви бизниси се развиле преку нашата програма. Ви благодарам.